Почитувани гледачи, ви посакувам добро утро и добре дојдовте во најновото издание на емисијата 24 од Сестрица. Ја следите последната епизода од серијалот Откриени тајни. Денеска завршуваме оваа сезона, а верувам дека бевме од корист и од особено значење за сите вас, кои што секој четврток оваа сезона бевте заедно со нас. Бројот на гледачите кои што ја следат оваа емисија и овој серијал од четврток во четврток стануваше се поголема, а нашата цел да го задржиме вашето внимание и да ви дадеме знаење, верувам дека беше успешна. Останете и денеска со нас, ќе зборуваме повторно на интересни теми, не само една, туку на повеќе, и сето она верувам што вас во изминатата сезона ви беше од особен интерес, денеска ќе го заокружиме. Темата на денешната последна Откриени тајни за оваа сезона е планови за иднината. Имаме навистина убав период кога треба да размислуваме за иднината и за плановите што понатаму. Во рамки на серијалот на Откриени тајни дававме многу податоци како да си олеснеме иднината и како да ја направиме поубава. Секако како да ги поставуваме целите и како да ги реализираме. Во денешната емисија, заедно со доктор Жарко Костиш, диетички консултант од Сдруженијето на граѓани Помагам, кој што цела измината сезона беше заедно со нас, ќе зборуваме на теми кои што можеби не успеавме да ги отвориме, односно да ги завршиме во рамки на претходните емисии. Тој и понатаму ќе биде достапен на неговата Facebook страна, може да го најдете секако и на неговиот имейл и секако да ги добиете контактите во телевизија 24 вести, доколку во текот на летниот период имате потреба од одговори или пак од откривање на некоја тајна која што ние не сме успеале да ја откриеме. Емисиите се достапни на интернет, на веб страната, секако и на телевизија 24 вести, а репризите ќе следуваат во текот на целата летна сезона. Но ние сега е време да ја започнеме денешната последна Откриени тајни и затоа ве поканувам да останете следните 30 на минути заедно со нас. Ја започнуваме последната емисија на Откриени тајни за оваа сезона во рамки на емисијата 24 од Сестрица. Зборувавме навистина на многу теми, отворивме многу прашања, дадовме многу одговори, секако дека останавме многу куси, но единствена наша цел беше да ви дадеме знаење, да ви помогнеме, да ви го олесниме животот, секако да откриеме тајни за животот со кои што сите вие ќе успеете да креирате една поубава иднина. Токму за плановите на иднината и за сето она што останавме недокажани во изминатиот серијал зборуваме денеска. Ова е одличен период кога треба да седнеме и да размислиме што понатаму и секако верувам дека емисиите кои што во изминатата сезона ги направивме заедно со доктор Жарко Костиш, диетички консултант од Сдруженијето на граѓани Помагам, ќе ви помогнат во поставувањето на целите и секако нивното остварување. Ова утро секако дека и овој четврток повторно со нас доктор Жарко Костиш, диетички консултант од Сдруженијето на граѓани Помагам. Жарко, добро утро. Добро утро, Сања, добро утро за нашите драги гледачи. Добре дојдовте во последната Откриени тајни за оваа сезона. Откривме многу тајни за животот, но остануваат веројатно уште многу кои што ќе ги откриваме во наредната сезона. Но единствено мото кое што го имавме ние со Откриени тајни и емисијата 24 од Сестрица е да ги надминеме заедно сите животни пречки. Верувам дека им дадовме доволно знаење на нашите гледачи како да ги надминат пречките и како да направат животот да биде поубав, подобар, а секако целите кои што ги поставуваат полесно да ги остварат. Верувате ли вие дека свесноста и пречките кои што ги надминавме заедно се токму поради знаењето кое што го имаме и им го дадовме на гледачите? Сања, мене ми беше чест исто да гостувам на утринската програма, да бидеме заедно со нашите драги гледачи. И она што сакам да го кажам е да направивме огромен број на емисии, дадовме огромен број на податоци. Од различни перспективи и англи погледнавме на животот и дадовме податоци во врска со животот. И оно што сакам да го кажам, сум многу среќен и задоволен поради тоа што самите коментари од нашите гледачи се многу позитивни и се благодарни за тоа што за нашиот труд кој што го вложуваме во сите овие емисии. Но исто така сакам да се заблагодарам и да дадам потврди на самите гледачи за волноста да дојдат до знаење. Знаете, поради тоа што знаењето
е наблюдување, е волност да се погледне во нештото. И им е подадено, им се дава на оние кои што сакаат да видат. Знаете, тој што сака да види, ќе дое до знаење. Така да не е лесно да кажам да човекот дојде до знаење, поради тоа што самото знаење го прави посвесен човекот за многу работи. Самото знаење, самите податоци кои што ги даваме ја зголемуваат свеста на човекот. Со самото тоа се зголемува свеста и за проблемите, за состојбите во кои што се наоѓаме. Некојаш ќе видиме работи кои што можеме да ги подобриме, можеби не сме биле свесни за тоа. И едноставно бара поголем напор, труд и соочување да ги подобриме нештата во нашиот живот. И тоа е мојта на знаењето, затоа што самото знаење не освестува зубавите работи што ги правиме и за некои работи можеби кои што можеме да работиме на себе повеќе за да ги подобриме во нашиот живот, се со цел за да бидеме повеќе причина во нашиот живот. Гледате, кога ќе видиме нешто, кога ќе станеме свесни за нештото во нашиот живот, пак ќе кажем и за добрите работи, но и во колку има некои работи кои што сме свесни дека можеме подобро да ги направиме, самата свесност ни дава можност да бидеме поодговорни за нашиот живот. Поради тоа што знаете, ако не видиме нешто кое што треба да го направиме во нашиот живот, можеби ако не видиме нешто што треба да го коригираме, е тешко да преземеме нови чекори. А кога ќе станеме посвесни со помош на знаењето, фактички имаме поголемо разбирање како да му придеме на животот, како да им придеме на проблемите во животот. И со самото тоа, со самото стекнато знаење имаме поголема одговорност, тоест на подобар начин можеме да ги преземеме чекорите во нашиот живот, а со самото преземање на нови чекори или на различен начин да ги правиме работите ни дава и поголема контрола. Поради тоа што воколку сме се обиделе да ги промениме некои работи во нашиот живот на еден ист начин и гледаме дека нема резултати, секако дека ни треба некакво знаење кое што ќе ни зголеми на некој начин разбирањето за животот, за да можеме да направиме на некој начин нови чекори или да ги промениме работите за да можеме да дојдеме до подобри резултати. И пак ќе кажам, гледачите наши мислам дека се многу храбри, поради тоа што знаењето ни ја зголемува свесноста, со тоа може да се соочиме со повеќе проблеми во животот, но тоа е исчекорот напред. Гледате, ние сите како битија сме свесни единки. И таа свесност ја зголемуваме секогаш со знаење. Некојаш има дебата помеѓу луѓето, подобро ќе беше да не знаев, за ова ќе ми беше полесно. Никогаш не е полесно ако човекот не знае. Човекот едноставно не знае и може да го контролира животот до оној момент или до она ниво до кое што знае. Колку повеќе човекот знае, може многу повеќе работи во самиот живот да контролира и да биде одговорен за нив од проста причина поради тоа што свесноста се зголемува. Така да излезот од проблемите е секогаш со зголемување на свесноста во врска со работите. Точно е дека кога ќе ја зголемиме свесноста, стануваме за некои подсвесни за многу повеќе проблеми во нашето живење, но тоа е излезот. А излезот е преку соочување на проблемите. Никогаш излезот не е со занемарување на проблемите и едноставно да не сме волни да погледнеме во нештото и да речеме подобро е да не знаеме. Нашиот живот е таков поради тоа што сме одлучиле да не се соочиме со проблемите, сме одлучиле да не знаеме нешто. И кога зборам за знаење, пак ќе кажам дека е храброст човекот да знае, поради тоа што и самиот интегритет е да сте волни да погледнете во нешто. Знаете, да гледате во животот и да не се плашите да го видите тоа што го гледате. Затоа што преку гледање, преку обзервација, преку наблюдување, човекот доаѓа до знаење. И едноставно тоа што го знае е тоа што самиот тој го знае. Воколку сакаме, односно воколку погледнеме во нешто во животот, стекнеме знаење и не сакаме да го видиме тоа што го гледаме, тогаш го губиме нашиот интегритет. Пак ќе кажам, поради тоа што некојаш работите во животот не се лесни и не едноставно се соочат некои работи, но единствениот излез од проблемите, од конфузијата, од едноставно лошите состојби во животот е преку знаење, преку соочување и едноставно превземање на чекори како да се разрешат сите тие проблеми секако во позитивна насока. И знаете како викаат, не е фактички скромност да речеме дека не знаеме нешто. Мислам дека самата свесност дека не знаеме се е голема мудрост. И кога
разговаравме на тема учење во една од нашите емисии, разговаравме за препреките при учењето. Рековме дека првата препрека која што се јавува во животот, односно при учењето, е идејата дека веќе се знаеме. Гледате, ако имаме идеја дека веќе се знаеме, тогаш не можеме да отвориме таа врата за да добиеме ново знаење. Така да, пак ќе кажам, мислам дека е голема мудрост секој од нас да појде со таа идеја дека не знаеме се. Поради тоа што воколку сме свесни дека не знаеме се, тогаш веќе вратата на мудроста и на знаењето ја отвараме, за да може таа мудрост и знаење да ни дојде кај нас. И во овие емисии збориме за мудроста, збориме за филозофијата. И она е нешто кое што го сакав да го нагласам, поради тоа што сигурен сум дека секој од нашите гледачи е љубител на филозофијата. И самиот збор филозофија се состои од два збора. Филос на грчки, што значи љубов, и софос е мудрост. Фактички знам дека сите тие кои што не следат се љубители на мудроста, поради тоа што се љубители на филозофијата. По многу емисии секако дадовме податоци како луѓето да ги подобрат односите со другите околу себе, во домот, со пријателите. Зборувавме за убавите манири и зборувавме за тоа колку еден човек е навистина голем кога успева да ги разбере другите и да најде решение и разговор со сите оние кои што немаат гледиште како што тој самиот има. Останавме ли можеби тука кратки за некој податок, тука нешто да им дополниме на гледачите што би им помогнало, затоа што сметам дека оваа тема каде што станува збор за комуникацијата со другите луѓе е од особен интерес за сите кои што редовно не следат. Да, рековме дека во многу од нашиот емисии на овој серијал зборувавме за афинитетот, за комуникацијата, како да постигнеме разбирање со другите луѓе. Зборувавме за еден триаголник во многу од нашите емисии, кој што се вика афинитет, реалност и комуникација, каде што имаме три агли. И дека рековме дека разбирањето се состои од три работи. За да имаме разбирање со некој човек, мораме да имаме афинитет со некој човек, мораме да имаме добра комуникација и мораме да имаме некои точки на кои што се согласуваме со останатите луѓе. И сите тие три работи, дадени теми на кои што се согласуваме, афинитет и комуникација резултираат во разбирање. Доколку имате некој човек за кој што немате афинитет, не можете да имате разбирање со тој човек. Ако имате човек со кој што немате добра комуникација, разбирањето ќе падне. Ако имаме човек со кој што имаме многу малку теми на кои што сакаме да се согласиме, разбирањето ќе падне. Но исто така рековме дека например оваа точка разбирање, односно реалност, согласување или реалност. Гледате, реалноста од овој триаголник на афинитет, реалност и комуникација, реалноста е, да кажеме, точка на гледиште кој што секој човек го има. Гледате, ние имаме секој од нас различна реалност за работите. Секој од нас е различна единка. Секој од нас е различна единка со своји афинитети, со своји сакања, со своји точки на видувања, со свое размислување и така натаму. И рековме дека таа реалност, иако е различна кај секој еден од нас, можеме да најдеме многу работи со кои што се согласуваме со некој човек. И рековме дека слободата и големината на еден човек зависи од тоа да можеме да ги толерираме различните точки на гледиште, кои што се различни од нас. Видите колку интересно и колкава големина би имал еден човек кој што може да толерира различна точка на гледиште од својата. Но тоа потекнува од самата големина на човекот, од неговата сигурност во сам себе. Видите, само сигурните луѓе во себе не се борат против останатите реалности и точки на гледиште, поради тоа што знае дека различната точка на гледиште не може да го загрози неговото знаење и тоа што е он. Видите, кога имаме луѓе кои што постојано се борат против другите луѓе и против нивните точки на гледиште, против другите реалности, не може да ги прифата другите реалности. Тоа се луѓе фактички кои што се борат за своите идентитети, за своите мисли, поради тоа што едноставно како тече животот. Рековме дека некогаш емоциите ни паѓаат. И колку повеќе сме надоле со тие емоции, колку повеќе идеме по таа скала на емоции надоле, колку доаѓаме во тие тонови како што се антагонизам, лутина, огорченост, тага, апатија, едноставно почнуваме да се бориме на некој начин за голиот опстанок и ни станува тешко да можеме да ги разбереме останатите точки на гледиште и туѓите реалности. Кога сме високо по оваа скала на емоции,
тогаш едноставно можеме да толерираме се и не мораме да се бориме против останатите луѓе поради тоа што самите ние имаме многу разбирање преди се за самите нас, за околината и едноставно за животот. И знаеме дека различните точки на гледиште не можат да го загрозат нашиот живот, нашата иднина, нашите цели и нашите креативности. Сега гледайте, кога луѓето имаат проблеми, кога се караат меѓу себе, имаат една од овие три точки која што на некој начин ја нема. Ако не се разбираме со околината или немаме афинитет за околината или имаме нешто за кое што не можеме да најдеме зашто се согласуваме или едноставно немаме добра комуникација. И оно што сакам да го кажам за нашите гледачи, затоа што знам дека секој еден може да го користи ова. Едноставно може да комуницира со другите луѓе со афинитет, може да толерира различности кај другите луѓе и едноставно може да влезе во добра комуникација и тоа ќе ги подобри односите со секој човек. И воколку размислиме најголемото богатство кој што ги имаме во животот се пријателите. Човекот е богат колку што има повеќе пријатели. И сигурен сум дека со некој од пријателите, можеби со членовите од фамилијата, со некој од нашите блиски, сигурен сум дека имало моменти кога сме имале многу повеќе разбирање, повеќе афинитет, повеќе толеранција, подобра комуникација и моменти кога можеби сето тоа се нарушило, кога едноставно не можеме да се разбереме со некого. И она што сакам да го нагласаме, кога имате некој човек со кој што сте љути, сте скарани, тоа само покажува дека на почетокот сте имале многу сакање за тој човек, сте имале многу афинитет, сте имале многу точки на согласување и сте имале многу убава комуникација. Сега ја нема, поради дадена причина. Секогаш можеме да го вратиме тоа разбирање. Замислете, проблемите и кога сме скарани со некој што многу го сакаме, сте виделе колку се после тоа може да бидат големи проблемите и да сме многу љути. Ако сме скарани со некого за кој што и сме немале афинитет на самиот почеток, не ни е ни битно. Дали сме скарани или не сме скарани, не е ни битно затоа што можеби немало на самиот почеток толку многу афинитет, согласност и комуникација. Но кога сме скарани со некој кој што ни е многу битен и кој што многу сме го сакале претходно. Гледате, со секој човек вреди, без разлика дали некого сме сакале многу или малку, со секој човек вреди да се инвестира време за да се поправи односот, комуникацијата и разбирањето. А начинот е преку волност да се влезе повторно во комуникација со луѓето и едноставно да се изгледат работите со една убава комуникација, да се види каде не сме се разбрали, за кои теми не сме се разбрали. Зашто пак ќе кажам, најголемото богатство во животот се пријателите. Затоа што колку убаво се чувствуваме кога ќе разрешиме некаков конфликт со некој наш пријател. Ќе сватиме за колку банална работа биле несогласувањата, за колку некои тривијални или мали работи не сме се разбрали. И поради тоа, она што сакам да го кажам е дека секако дека во животот можеме да дојдеме во ситуација каде што ќе се скараме со некого. И не е ни тоа проблем дека ќе се скараме. Проблем е воколку не земеме и да ги поправиме сите тие работи кои што не ни одат добро. Тоа е да бидеш причина и тоа е да бидеш свесен. Само свесниот човек кој што е причина во својот живот, кога ќе види дека некои работи не одат добро во неговиот живот, зима иницијатива да ги коригира тие работи. Така да она што сакам да го кажам е дека секој од нас се чувства одговорен, причина и е свесен до оној момент до кој што може да види дека во својот живот има некои работи кои што може да ги коригира, има односи со некои други луѓе и пријатели кои што ги сака, кои што може да ги коригира. И можам да кажам дека грешката не е да навлеземе во проблеми или во конфликти. Грешката е од кога ќе го видиме тоа да не ја поправиме. И секако направивме кратка пауза, но продолжуваме понатаму со плановите за иднината, односно со сето она што во изминатата сезона зборувавме, за многу работи за кои што останавме недокажани и во денешната последна откриени тајни за оваа сезона, повторно заедно со доктор Жарко Костич, откриваме по уште некоја мала тајна како да ја подобрите иднината. Што од самиот почеток Жарко зборуваме за умот. Сушност низ целиот овој серијал, низ целата сезона се провлекуваше умот и моката која што всушност тој ја има. Успеавме да сватиме колку навистина огромна мок има умот врз нашиот живот.
Па може ли контролата врз умот да ни ја подобри контролата врз животот? Точно, значи во сите овие емисии разговаравме за умот, дека е тоа еден механизам кој што снима слики од нашето постоење, дека се што ни се случува во нашиот живот е снимено во нашиот ум, дека имаме еден свесен дел од умот, аналитичен ум, кој што едноставно ни ги крира целите и со негова помош ги надминуваме препреките за да дојдеме и да ги постигнеме сите тие цели, дека имаме еден дел од умот кој што се вика реактивен ум, кој што едноставно се складирани таму сите наши стравови, негативни емоции, кавги, вознемирувања, негативни работи кои што ни се имаат случајно во животот се складираат во тој негативен дел од умот кој што викаме реактивен ум и тој знае да реагира врз нас. Во даден момент се фаќаме дека не можеме да се ги контролираме емоциите, не можеме да се ги контролираме негативните мисли, едноставно не тера на погрешни акции тој реактивен ум, но има дефинитивно начин како можеме да се ослободиме од тој реактивен ум или како да го контролираме тој реактивен ум. Одговорите се наоѓаат во книгата Дианетика. Но она што сакам да го кажам е дека во целиот овој серијал зборевме за цели, за идеи, за слободи. Видите, тоа е се дел од тој аналитичен или свесен дел од нашето ум. И можам да кажам дека тој ум, свесниот дел од умот, аналитичниот ум, е ум кој што се занимава со иднината, кој што се занимава со целите, кој што се занимава со работите кои што сакаме да ги оствариме, со решенијата на проблемите и така натаму. Така да, едноставно, треба да даеме акцент на тоа. Треба да даеме акцент на она што е добро, на она што е позитивно и едноставно треба да имаме секако и знаење и волност да се справиме со нешто кое што е снимено во нашиот ум, ајде да го кажеме подсвесен, иако ние не го викаме подсвесен, го викаме реактивен ум, но исто така треба да сме волни како да се справиме со сите тие стравови кои што се наоѓаат во нас, поради тоа што пак тие негативни работи, тие стравови не контролираат да можеме слободно да ја креираме иднината која што ја сакаме. Знаете, секој од нас сака да има иднина, сака да има успех, сака да има најдобар опстанок. И тоа се аналитичниот ум го поставува во иднината и размислува за тоа, но многу често пати тој аналитичен ум е преклопен едноставно од стравовите, негативните мисли, негативните идеи, негативните емоции кои што се снимани во реактивниот ум и дефинитивно генетиката е на некој начин придачна како човекот да се ослободи од тој реактивен ум и едноставно да му ја врати повторно моќта на својот аналитичен ум и на сам себе. Во овој серијал секако дека дадовме добар акцент и на единката, на односот на единката со групата, со луѓето од незиното опкружување, фамилијата и поврзаноста секако со сите останати сфери од животот. Но целта ни беше пред се една, успехот на единката. Колку желбата да бидеме прифатени од околината, од групата, од луѓето околу нас влијае на успехот кој што ќе го постигнеме? Точно, за успехот работевме, многу емисии направивме на оваа тема. Како да бидеме успешни, што значи да бидеме успешни. И секогаш се сведуваше на тоа дека успехот е се нашите цели кои што ние едноставно наоѓаме начин како да ги реализираме во овој физички универзум. И она што сакав да го кажам е дека, гледате, секој од нас има свој реактивен ум, секој од нас има своји стравови. И она што сакам да го нагласам е дека многу често една единка која што сака да го зацрта својот пат, да ги реализира своите илузии, своите мечти, своите соништа, може да се најде во ситуација и во околина каде што едноставно групата нема да се сложи со неговите идеи, поради тоа што често пати групата, ќе видите, сте виделе некојаш ситуација кога ќе се спои групата заедно, многу често се вклучуваат тие реактивни умови и луѓето почнуваат да се согласуваат многу често на некои работи кои што не се најконструктивни. Гледате, конструктивните идеи, убавите идеи во овој универзум доаѓаат од единката. Единката ги замислила сите тие работи. Сите убави работи кои што ги имаме во овој свет не потекнала од групна согласност. Потекнала од идеја на некоја единка. И поради тоа што и поради самото тоа што групната согласност ретко дава конструктивни, односно еволуира или од неа произлегуваат идеи, единката која што има своји конструктивни убави цели, многу ретко е прифатена од групата. Ке дојдете да му споделите некоја ваша идеја на некој човек, пријател ваш, и многу често тој ќе се согласи ако е сам. Ке видите, ке им ја споделите идејата на група на луѓе
еден ќе се најде кој што нема да го изгледа тоа најлогично, едноставно како и другите луѓе се заразуваат со неговата идеја дека не е добра. Гледате, единката е таа од која што произлегуваат сите убави и конструктивни идеи. Но секој од нас како социјално битие сака да е дел од група. Сака да сме прифатени од групата. Човекот треба да има волност да се крене над природната желба да добие согласност од групата. Секој од нас сака да добие согласност од групата, но не секогаш групата ни дава согласност на нашите лични убави идеи. Дел од храброста е едноставно да сме волни и да не бидеме во даден момент прифатени од групата. Затоа што ќе видите дека многу убави работи кои што ги имаме на овој универзум, многу конструктивни работи, на почетокот може биле неприфатени или мислеле дека луѓето не се реални да бидат реализирани. И може би единката била гледана на чуден начин од околината. И гледате, успехот е процес. Човекот зацртува некоја идеја во која што тој сам верува. Може би околината ќе се спротистави на самото тоа. Но пак ќе кажам, успехот е процес. Како човекот истрајува во својата идеја и не го напушта патот во кој што тој силно верува, се случуваат интересни феномени. Прво имате околина која што може да се спротиставува активно против вас и едноставно сака да ве разубеди од вашите идеи и цели дека се нереални. Како истрајуваме во тој пат? Групата почна да се откажува, зашто се вика не вреди, затоа што човеков е силно зацртан да си годи својот пат без разлика што кажеме или не кажеме, едноставно не влијае на него и се откажуваат од негативните коментари, така да кажам. Но после тоа, како истрајуваме и доаѓаме блиску до реализирање на нашата цел, има еден феномен што се случува. А тоа е групата почнува да ве поддржува и ќе почнува да кажува колку отсекогаш и мислеле дека ќе успееме во тоа што сме го зацртале. Така да, што сакам да го кажам дека успехот е процес и дека секој од нас треба да биде волен да ги помине овие чекори на можеби спротиставување, па потоа игнорирање, едноставно на крај доаѓа согласувањето и потврдата која што гледате, секој од нас сака да ја добие, но за да биде успешен, едноставно не мора да ја има во колку силно верува во својата цел и во својата иднина. Така да, што сакам да го кажам е дека за да бидеме успешни, некогаш треба да ја надминеме нашата стрв и нашата огромна желба да добиеме согласување и одобрување од околината, поради тоа што едноставно за човекот да биде слободен и да го крира она што сака и да верува во своите идеи, во своите цели, не мора да бара одобрување за неговото постоење секогаш од околината. И за крај на денешната Откриени тајни, за крај секако на емисијата за оваа сезона, да позборуваме малку и за слободата, затоа што слободата исто така се привлекуваше низ целиот овој серијал и сите ние сакаме да се чувствуваме слободни, сите сакаме повеќе слобода. Може ли да дадеме малку податоци повеќе за оваа тема, за слободата, за целите и секако за креирањето на иднината? Да, секогаш во нашите емисии, ако имаше една работа која што се провлекуваше низ сите наши емисии, низ целиот серијал, беше иднината, беа целите. Имавме емисии за 7 точки, како да ги постигнеме целите, за вредноста на целите, за важноста на целите и така натаму. Слободата е поврзана со тоа. Гледате, слобода значи да имаме простор и да можеме да го користиме тој простор. Кога мислиме на слобода, мислиме на простор голем. Едноставно наш простор, каде што ние можеме да креираме, каде што имаме способност да делуваме. Но нашиот простор доаѓаат од нашите идеи. Гледате, ние креираме простор преку идеите. Гледате, ни го намалуваат луѓето просторот кога ќе почнат да не ги критикуваат идеите. Нашите соништа, нашите желби, нашите цели. Гледате, кога ги критикуваат, тогаш го намалуваме тој простор. Кога добиваме потврда од околината за нашите идеи, за нашите желби, за нашите цели, тогаш добиваме уште повеќе простор. Но таа слобода е наша одговорност. Тој простор е наш. Така, тие цели се наши. И рековме, кога зборевме за храброст во една од претходните емисии, дека рековме дека фактички можеме да речеме дека храброста е волноста да преземеме одговорност за нашите соништа и за нашите цели. И гледав едно видео сања во кое што баш спомна дека е правена анкета за луѓето, што е тоа што луѓето најмногу го жалат.
да кажеме, на крајот на својот живот. И не се работите кои што ги направиле погрешно, него се работите кои што не ги направиле а сакат. Гледате, секој од нас има соништа, секој од нас има цели. Ние сме уметникот во нашиот живот. И гледате, животот е тука. Ние сме живот. Гледате, животот е тука за ние да го искрираме. Гледате, нашите соништа се животот. И замислете во животот на следниот начин. Ако животот е едно големо платно, а ние сме уметникот, ние секогаш знаеме каков цртеж сакаме да насликаме на тоа платно. Гледате, кога цртаме цртеж на некое платно, на, ајде да кажеме, платното на животот, но кога фактички стварно цртаме некој цртеж, како уметник, никогаш не им дозволуваме на другите луѓе да ни кажат што треба да нацртаме, која боја да искористиме, едноставно не им дозволуваме на другите да се мешаат у цртежот кој што ние сакаме да го искриваме. Ето така и животот. Животот е една голема сцена, едно големо платно каде што ние сме уметникот. Наша одговорност е дали ќе дозволиме другите луѓе да се мешаат во цртежот кој што ние сакаме да го искриваме. Гледате, храброст е да се превземе одговорност за своите соништа и тие соништа едноставно да станат реалност во нашиот живот. И пак ќе кажам, грото од луѓето за она кои што жалат, не се работите кои што ги направиле погрешно, него работите кои што не ги направиле, ризиците кои што не ги преземале. Поради тоа што да, некогаш имаме стравови од тој реактивен или негативен дел од умот, кои што ни се наметнуваат кога ќе сакаме да направиме нешто. Но што и ако изгубиме, пак ќе кажам, во животот? Гледате, тој страв од пораз е нешто кој што многу не спречува да тргнеме едноставно да го освоиме животот и да бидеме вистински уметник во нашето живење. Колебливоста, секогаш се сомневаме во нашите одлуки. Знаете, не можеме да постигнеме акција и креација во колку постојано имаме сомнежи во нас и во колку постојано имаме колебање. Тоа не оди едно со друго. Така да ако го тргнеме целиот тој сомнеж, сите тие стравови, сите тие колебања, едноставно ќе преземеме акција и креативност и ќе почнеме да твориме во нашиот живот. И пак ќе кажам, дефинитивно може да имаме ситуации и околина која што можеби ќе биде логична да ни каже како тоа не може да се направи. Гледате ли, ние можеме да станеме во животот често разочарани од нашите порази и да бидеме логични колку работите во нашиот живот не можеме да ги оствариме. Тоа не значи дека не треба да користиме логиката за да го креираме животот, но едноставно не да наоѓаме постојано логични оправданија зашто не може да успееме. Но гледате, животот не е логичен. Животот е магичен. А ние сме творци на таа магија. Илузијата, мечтите, имагинацијата е секогаш на повисоко ниво од фактите. Гледате, физичкиот универзум е составен од факти. Ова се факти. Но ова е факт која што некоја имагинација, некоја замисла, некој човек, некоја илузија ја има створено. Фактите не би биле тука, во колку претходно не би имале имагинација, не би имале соништа, не би имале илузии. И поради тоа, илузиите, имагинациите, мечтите, соништата се секогаш појаки од фактите. Поради тоа, нашиот универзум и нашите цели, нашите соништа се секогаш појаки од физичкиот универзум. Но, пак ќе кажам, некогаш имаме порази во животот и почнуваме да стануваме логични колку препреките во животот се логични зашто едноставно да не тргнеме да ги оствариме своите соништа, но животот не е логичен, тој е магичен, а ние сме стварно магионичари во животот, кои што едноставно треба да имаме храброст, да замавнеме со магичното стапче и да почнеме да креираме магија во нашиот живот, едноставно да почнеме да ги креираме сите оние цели и соништа кои што сме сакале да ги направиме, а можеби од кои што сме се плашеле да тргнеме да ги креираме. Жарко, јас ви благодарам на денешното гостување во Откриени тајни и за сите изминати четврточни утра кои што заедно ги започнавме со емисијата 24 од се срце и серијалот Откриени тајни. Верувам дека и денеска подеднакво бевме интересни и од особено значење за сите оние кои што редовно не следат, а секако бројот на нашите гледачи од емисија во емисија стануваше се поголем. Верувам дека така ќе биде и со почетокот на следната сезона од септември. Ти благодарам, Сања, благодарам за нашите гледачи.
би сакал да упатам еден апел поради тоа што настапува летниот период каде што ќе направиме мала пауза. Од септември продолжуваме со наредни емисии, со наредни податоци, но она што би сакал да го кажам е дека фактички во летниот период ќе имаме репризирање на некои од нашите емисии. Би сакале ваши коментари или контакт со нас за да знаеме кои точно емисии или теми би сакале повторно да ги слушнете. И секогаш за се сум достапен за секој од вас кој што сака да подобри нешто во неговиот живот, на кој што му треба помош. Мојот контакт може да го добиете секогаш од телевизијата 24 вести или може да ми се обратите на социјалните мрежи на мојата Facebook страница. Тоа беше се за серијалот Откриени тајни за оваа сезона. Како што кажав на самиот почеток, верувам дека со секоја емисија го задржувавме вашето внимание и успеавме да ви откриеме некоја тајна за животот со која што вашиот живот од емисија во емисија стануваше се поисполнет, поуспешен и ви дававме насоки како да ги поставувате своите цели, што е она на што треба да внимавате, кои се начините како да ги подобрите односите со луѓето од вашата средина, како да го контролирате умот, како да го контролирате животот и многу теми. Доколку нешто сакате да погледнете повторно во текот на летната сезона, секако дека следуваат репризите, но сите емисии се достапни се уште на интернет страниците, секако на Facebook страната на доктор Жарко Костич и на веб страната на телевизија 24 вести. Јас ви благодарам уште еднаш што бевте со нас и што редовно не следевте. Верувам дека од почетокот на следната сезона повторно ќе бидете со нас. Имајте пријатен и убав ден и останете со програмата на телевизија 24 вести.